Денеска сме со тимот од Агенцијата за катастар недвижности во Струмица да го посетиме одделението, да видиме како работи, со кои проблеми се соочува. Исто така сме тука да ги соопштиме новитетите кои што се со донесувањето на новиот закон за катастар на недвижности, новите надлежности на агенцијата, да видиме дали нашите вработени и го проучиле добро законот и подзаконските акти, затоа што веќе доаѓа време и за имплементација. Една од новините која што како агенција во соработка со Министерството за труд и социјална политика, исто така и со Министерството за транспорт и врски, е намалувањето на цените на геодетските елаборати за легализација. Значи, цената на геодетскиот елаборат за социјалните категории на случаи, за примателите на социјална помош, за примателите на постојна парична помош и за лицата кои што се грижат за хендикепирани лица, се намали за 50% односно на елаборатите. Тука морам да кажам една огромна благодарност до Геодетската комора која го прифати овој начин, че прифати оваа иницијатива и фактички после иницијативата на Министерството, овој веќе беше нивен предлог кој што беше прифатен и од агенцијата, потоа и владата го одобри, така да веќе од минатата недела секој кој што кој што има поднесено барање за легализација, треба да се обезбеди потврда од Центарот за социјална служба и овде во Струмица имаме 7 геодетски компании, кај било кој од тие 7 може да се обрати за да се изготви геодетски елаборат. Согласно законот за легализација, последните измени кажаат дека заклучно со 18 јуни 2014 сите кои што поднеле барање за легализација треба да достават елаборат до општината. Во Струмица по податоците кои што ги има Министерството за транспорт и врски имаме околу 9300 поднесени барања за легализација. Според нашите податоци од катастар, вкупно до сега се запишани 2600 објекти, што значи процентот не е многу голем. Претпоставувам дека добар дел се должи на недоставување на елаборати. Така да ова е последна можност да граѓаните кои што тоа не го направиле да се обратат до геодетските фирми, зашто периодот за изработка исто така е веќе краток, 18 јуни ќе дојде. Ако не се порачат побрзо тие елаборати, ќе нема време приватните геодетски фирми да ги изработат. Во Струмица има 7 геодетски фирми, а преку 7000 предмети се уште не се решени, а тоа не е канцелариска работа, туку треба да се излезе на лице место, треба да се премери објектот, да се направи тој елаборат, потоа да се достави за да општината да може да донесе решение. Покрај оваа работа во новиот закон како новина, веќе од пред 2 недели со правилник, значи го предвидовме подземниот катастар. Тоа е една новина која што ќе треба да се примени на ниво на цела Република Македонија. Фактички со носењето на законот во април месец, сите подземни и надземни инсталации, имателите на тие инсталации треба да ги запишат во катастарот и да добијат имотен лист. Процедурата е нешто слично и е поврзана со законот за легализација, бидејќи со законот за легализација покрај легализацијата на објектите се даде за право да се легализираат и овие инсталации. Голем дел од компаниите веќе тоа го имаат направено, зависно од тоа за какви инсталации се работи. Дека се работи за регионални, надлежно е Министерството за транспорт и врски, ако се работи за локални, тогаш единицата на локална самоуправа. До сега, до овој момент не беа пропишани правилата нигде како треба да се премерат тие инсталации, потоа и да се упишат, немаше каде да се упишат. Сега веќе од минатата недела стапи во сила новиот правилник и веќе имателите на тие инсталации, било да е општината или низините јавни предпријатија или пак приватните компании, големите, Телеком или Мепсо или Евана или определени локални телевизии кои што имаат и своји инсталации, веќе можат да се ангажираат приватни геодетски фирми и да се ги премерат инсталациите со цел да ги запишат во катастарот и да добијат имотен лист за истите. Значи, еден голем сегмент од катастарот кој што се вика инфраструктурен катастар до сега не постоеше, значи големи средства кои што биле вложени за тие инсталации наставно беа мртви. Сега со добивањето на тој имотен лист ќе може да се подигнат на едно повисоко ниво, односно конечно ќе се добијат тапија имателите на таквите објекти, понатака ќе можат да ги користат, може да ги продаваат, може да ги дадат под закуп, може и хипотека да засниваат на нив за да добијат средства и понатаму да ги вложат. Законската обврска е за сите овие предпријатија кои што веќе имаат некоја постојна евиденција за своји потреби, заклучно со месец март да ги достават до катастарот, со цел ние да ја започнеме првичната база на податоци да ја правиме,
крајниот рок е во рок од 5 години, ќе треба секоја компанија да си ги премери своите инсталации и да ги достави до катастарот за упис. Значи, согласно Законот за катастар на недвижности, новиот Закон за катастар на недвижности, имаме катастрот има и законска обврска да прави ажурирање на податоците кои што ги има во својата база. Зашто конкретно се работи? Значи, во источниот дел од Македонија на времето, збориме, катастрот е многу покасно направен, например, за разлика од Скопје или од западниот дел. Значи, некаде е правен вообичаено 70-тите години. Посебно по селата. Градовите поголеми имаат катастар. Тогаш се правил така наречен пописен катастар, каде што катастрот ги имал платоците кој колку е собственик, меѓутоа ги немал плановите, не знал точно кој каде се наоѓа. На такви катастарски општини во Струмица има 11, претежно се села, мислам сите се села, можеме список да ви дадеме кои се. Катастрот согласно новиот закон има врска да си ги ажурира платоците, значи да излезе на лице место, ќе ги повика граѓаните, да си ги обележат повторно своите, зборам за оние граѓани кои што немаат имотни листови. Зашто во тие систематски запишувања што следеле потоа, граѓаните дел од нив можеби не слушнале дека ќе има нов премер, можеби не знаеле да ги обележат тие своји парцели. Сега интенцијата е катастрот уште еднаш да излезе, да ги провери платоците на лице место, граѓаните да си ги обележат своите ниви, да ги достават документите дополнително и катастрот да им даде имотни листови. Тоа е за сите оние кои што ќе знаат да си ги обележат своите ниви и кои што површини на така обележаните ниви ќе соодветствуваат со платоците на катастрот. Сите други кои што нема да знаат да ги покажат своите ниви, нема да знаат да ги обележат, повторно ќе добијат имотен лист, меѓутоа ќе бидат во сосопственост со сите други што се во рамките на тој блок, па понатака ќе треба сами да си ги поделува, да си прават физичка делба на своите ниви, но сега немаат имотни листови, поволност е што ќе добијат